Членовите на спортско-риболовното здружение Кочански рибар пуштија 400 кг крупен и ситен краб во акумулацијата Градче. Тоа е дел од нивните активности за збогатување на рибниот фонд во езерото. Рибата е набавена од сертифициран рибник и репроцентар, а ова е второ порибување годинава, за кое риболовното здружение инвестираше собствени средства собрани од членарина и од продажба на риболовни дозволи, како и со финансиска поддршка од општина Кочани. Ова не е второ порибување, едното го имавме у февруар, еве денеска сме присутни и на второ порибување. Порибуваме некаде со 400 кг на риба, во кои ја запазуваме и законската врска која што имаме како концесионери. 100 кг ни е подмладок на крап и 300 кг на приморици од 1 кг до 4 кг. Имаме тековна забрана која што ни трае од 5 мај, завршува до 15 јуни. Значи имаме целосна забрана за секој вид на риболов, со тоа што имаме една измена од оваа година, тоа е дека изловот на риба ни е до 3 кг, значи намален излова на големина на риба. На порибувањето на езерото Градче присуствуваше и граначалникот на Кочани Николчо Илиев. При тоа тој упати благодарност до риболовците за нивната грижа за одржување на рибниот фонд и за животната средина. Општина Кочани, како досега, така и понатаму, ќе продолжи максимално да ги поддржува овие и слични акции. Овде сакам да напоменам дека со нашиот проект, со проектот кој што е веќе во тек на изградба планински велосипедски рај, и овој дел, локалитетот на акумулацијата, ќе добие навистина еден сосемен нов изглед, бидејќи патеката е замислена околу целото езеро, се предвидени и парковски клупи за одмарање, овде е предвидено детско игралиште, видиковци и сето она што треба да го краси овој дел, односно да ја зголемиме и туристичката понуда и секако да ги подобриме условите и за спортските риболовци. Од спортско-риболовното здружение Кочански рибар најавија дека до крајот на годината планираат најмалку уште 2 порибувања на езерото Градче. При тоа ќе продолжат и соработката со општината за реализација на други проекти за збогатување на рибниот фонд и за зачувување на природната околина.